Добар ден, во уште еден час и ученица. Значи, со оние стандардни процедури да се представим. Јас сум Трајчен, доаѓам од гимназијата Брак Скопје. Инаку за денешниот час по математика подготвив уште една лекција наставна за тема аналитичка геометрија за трета година. Оваа лекција, оваа наставна содржина практично се нарекува заемна положба на права. Значи, видовме сега во претходната лекција зошто е потребна за елипса. Од досегашното изучување на геометријата познато ни е дека дадената права и елипсата може да имаат една од следниве три заемни положби. Правата и елипсата да немаат заеднички точки. Потоа втората опција е правата и елипсата да имаат една заедничка точка. И третата опција е правата и елипсата да имаат две заеднички. Епа, ајде сега сите овие случаи да ги разгледаме. Значи, еве ни е едната елипса, значи во првиот случај, елипсата и еве правата и гледаме дека немаат ништо заедничко. Во вториот случај, значи правата и елипсата имаат една заедничка точка, еве точка, и третиот случај е кога правата и елипсата имаат две заеднички точки, односно правата ја пресекува елипсата. Одиме сега на следното. Следното е, значи, го разгледуваме аналитички случајот. Нека предпоставиме дека со следнија формули ни се дадени една елипса, n е еднакво на b на квадрат x на квадрат плюс a на втора y на втора еднакво на a на втора по b на втора, каде a и b се големата и малата полуоска на елипсата. И дадена ни е права во експлицитен вид y е еднакво на kx плюс n. Сега, ако гледаме ова алгебарски, ова ни представува систем од една линеарна и една квадратна равенка. Линеарната равенка ни е правата, квадратната равенка ни е елипсата. Сега, ова кога решаваме како систем равенки со систем од една линеарна и една квадратна равенка со две непознати, ако ова y го замениме за дека е еднакво на kx плюс n во квадратната равенка и сето тоа го средиме, ќе добиеме една квадратна равенка, значи еве го. Квадратниот член е а на втора к на втора плюс b на втора. Линеарниот член е 2 на втора k по n и слободниот член на таа квадратна равенка е а на втора по n на втора минус b на втора. И сега, од втора година, значи, од квадратни равенки, знаеме дека главната работа кај квадратната равенка е дискриминантата. Каков знак има дискриминантата, такви ќе бидат и корените на равенката. Па сега, најпред да побараме дискриминантата на оваа квадратна равенка. Што ја добивме? Дискриминантата, значи, е еднаква на 4а на втора, b на втора, по, отвараме заграда, а на втора, к на втора, плюс b на втора, минус n на втора. Сега, значи, каков ќе биде знакот на оваа дискриминанта, значи дали ќе биде позитивен, негативен или ќе биде нула, зависат корените на равенката, решенијата на равенката. Па сега, ако го изанализираме ова, ќе речеме дека знакот на дискриминантата зависи само од а на втора, к на втора, плюс b на втора, минус n на втора. Зошто? Бидејќи 4а на втора, b на втора
зададена елипса е секогаш позитивен број. Значи, не може да постои елипса со негативни полуоски. И сега ги анализираме. Сега, значи, ако дискриминантата на квадратната раменка D е помало од 0, тоа значи дека А на втора, К на втора плюс Б на втора минус N на втора е помало од 0. Односно, ако ова минус N на втора го префрлиме од другата страна, ќе добиеме дека А на втора плюс Б на втора е помало од N на втора. Во ваквиот случај, значи, квадратната раменка нема реални корени. Корените, рековме, дека се имагинарни. Тоа значи немаат во реалниот простор, тие немаат елипсата и правата немаат ништо заедничко. Затоа нивниот пресек, значи пресекот на правата и елипсата е празно множество. Го разгледуваме вториот случај кога дискриминантата е еднаква на 0. Па имаме А на втора, К на втора плюс Б на втора минус N на втора е еднакво на 0, односно ако минус N на втора го префрлиме од другата страна, ќе добиеме дека А на втора, К на втора плюс Б на втора е еднакво на N на втора. Значи сега, кога дискриминантата е еднаква на 0, квадратната раменка има реални и еднакви корени. Затоа правата L ќе ја допира елипсата E. Имаат една заедничка точка. Значи, ова ни представува услов за допир. Значи, услов за допир е ова. А на втора, К на втора плюс Б на втора да е еднаква на N на втора. И сега уводиме третиот случај. Третиот случај е, значи, дискриминантата на квадратната раменка да е поголема од 0. Тоа значи дека А на втора, К на втора плюс Б на втора минус N на втора да е поголемо од 0. Следува дека ако минус N на втора го префрлиме на десната страна, ќе добиеме дека А на втора по К на втора плюс Б на втора е поголемо од N на втора. Квадратната раменка има корени реални и различни. Затоа правата L ќе пресекува елипсата E во две точки. Велиме дека правата е секанта на елипсата. Па со ова исцрпивме содржината на ова лекција, на ова содржина. Останува уште само да ви се заблагодарам на вниманието и да ви посекам убави мигови следејќи го ова видео. Благодарам на вниманието.